Здраво, дечки, јас сум Кика Авира и денеска сакам да направиме муабет за нешто малку поинакво од сите оние теми кои што ги зборувам вообичаено. Меѓутоа, мислам дека е сепак многу блиску поврзано со се она што го зборувам. Јас стално кажувам дека е многу важна грижата за себе и за своето тело. Меѓутоа, нешто што исто така многу важно е грижата за околината во која што живееме, затоа што ако не е таа околина здрава и чиста, тоа ќе влијае на нашето здравје и на нашиот живот во суштина. Инспирацијата за ова видео се роди баш овдека на киот на реката Вардар, каде што често сакам да доаѓам и да се релаксирам, да го пуштам мозокот на пасење, што би рекле. Ова е место каде што доаѓаме да се релаксираме, да рекреираме и едноставно да бидеме во природа барем малку. Меѓутоа не можев да го игнорирам целото ѓубре кое што е наоколу расфрлано и решив да превземам нешто, да изреагирам некако на барем мој начин, а тоа е да направам едно мало истражување и да споделам со вас. Па можеби ќе ве инспирира тоа и вас да превземете нешто, да изреагирате и да не го игнорирате целото ѓубре. Во 2018 година секој човек во државава направил по 412 килограми отпад. Тоа е цели 8,6% повеќе од таа претходната година. Од вкупно 855.000 тони ѓубре кое што е создадено, собрани се само 625.000 тони. Тоа значи дека повеќе од 200.000 тони ѓубре завршиле на улица или во некои диви депонии. Целото ова ѓубре завршило на места слични на ова овдека, блиску до пешачката патека крај реката Вардар, на само неколку метра до местото каде што треба да шетаме, да уживаме, да се релаксираме. Се фрлаат све и свашта и како што тие скапуваат и кородираат, се испуштаат секакви токсични материи, а ова ѓубре стои на блиски места до нашите домови, до местата каде што често се движиме, до места каде што си играат деца и така натака. Ама нас не ни смета, ако може да си ја свртиме главата на другата страна и да изигнорираме, нема проблем. Па ако треба и нема да дишаме зимно време од што е загадено. Како и да е, наместо да го игнорираме проблемот, треба да го препознаеме и да изреагираме соодветно. Ние имаме многу повеќе можност за да изреагираме и да направиме нешто околу тоа од што мислиме дека имаме. Според моето истражување, постои еден совршен начин како да се отстрани целиот тој отпад, а тоа е со купање на подземни базени во кои што се става ѓубрето и се покрива со одредени слоеви на одредени материи кои што нема да дозволат тие токсични материи да излегуваат надвор на површината и одозгора си има трева, деца може да си играат безбедно и може да си шетаме и да си правиме што сакаме безбедно. Меѓутоа во Македонија тоа е као некаде во иднината, далеку во иднината. Се проценува дека околу 80.000 тони од отпадот се всушност пластика и стакло, цврсти материјали кои што можат да се рециклираат. Во нашава држава не постои официјална институција која што се занимава со рециклирање. Сите оние пунктови за рециклирање се во приватна собственост, приватни фирми. Ајо ти вентилатор не ми заврнало. Вака е боле. Сега, знам дека секој од нас првата мисла што му доаѓа на памет е, ама чекај малце, јас сум само еден човек, што можам ја па да сменам, што можам јас да направам? Што има да се замарам толку кога не можам јас ништо да направам? Па дечки, сам по сам не можеме ништо да направиме. Ама ако на сите ни е битно да се смени нешто, ако се собераме повеќе луѓе, тогаш можеме да направиме многу. Знам дека звучи многу клише, ама дефинитивно заедно сме посилни. Најпрво што можеме да направиме е да тргнеме од себе си. Ние самите да се погрижиме да не фрламе кај ќе стигнеме, туку да фрламе во корпите за отпадоци.
Или па доколку видиме некој кој што фрла ѓубре на улица, да изреагираме, да не го игнорираме тој факт, туку да изреагираме, некако да му кажеме или да му кажеме на грешката и така натака. Друга работа што можеме да направиме е да изреагираме во општините каде што реално има луѓе кои што можат да направат нешто околу дивите депонии, околу ѓубрето кое што го нели има наоколу. Секој пат кога ќе видите некоја нова дива депонија или некое ѓубрище исфрлено во вашата околина, можете да пријавите во инспекција, да пријавите неколку пати, да ги замарате се додека не одговорат на вашето барање. Исто така можеме да побараме во општините да постават повеќе канти каде што можат да се селектира отпадот за да може понатаму да се рециклира наместо да се фрли нели на некоја депонија и да се загади уште повеќе нашата околина. Иако мислиме дека не можеме, во суштина можеме да смениме многу работи, само доколку престанеме да игнорираме што се случува околу нас и некако да изреагираме, некако да придонесеме ова општество да биде малку поубаво и поздраво, а со тоа и нашата околина и нашиот живот ќе биде поздрав и поубав. Се работи за нашиот живот во суштина, не за не знам, дечките од Швајцарија. Не знам кои се дечките од Швајцарија. Тоа е тоа за ова видео. Се надевам дека барем малку ве натера да размислите за тоа што се случува околу нас и можеби ве мотивираше или во некој случај понатаму кога ќе видите некоја дива депонија или ќе видите некоја ѓубриште исфрлено, сетете се на ово видео и изреагирајте, направете нешто, имате многу повеќе моќ отколку што мислите. Сите заедно. Ајде, чао!